Често пати во животот навидум така наивни, безопасни облаци можат да најават тешка бура, која може да донесат големи штети. Ако се занемари знакот што тие облаци кои навидум се така невини, безопасни, можат да предизвикаат големи штети, како например од земањето на 9 животи, планинари кои се обидувале да го освојат покривот на светот, Монт Еверест. 1996 година тргнале еден ден, тој ден да ја солат конечната етапа. Времето било убаво, сончево, само некакви облаци во пониските делови на планината се надигале, но изгледа така безопасни. И во таа еуфорија дека ќе го освојат на високиот врв, ги занемариле знаците, пошто дошла бурата и 9 алпинисти загинале. И ово настане опишан во книга од еден од очевидците, еден кој што бил дел од тој екипаж. Впрочем, Монт Еверест, Хималаите се место каде што има можеби најмногу трупови оставено. И првиот македонец, меѓу другото, кој што го освои тој врв, остана таму. Неговиот труп се уште е таму. Илиевски се викаше, ама му го заборев името. Тоа беше Мурато беше, да, на Димакот. 1989 година, мислам дека беше тоа. Како и да е, често пати во животот доаѓаат некакви знаци кои изгледаат наивни, не делуваат така значени, меѓутоа носат големи промени. Тако беше доаѓањето на елините на Пасха, во 12-та глава на Евангелието според Јован. Кога Исус разбра дека сакат да го видат, тој така неочекувано рече: дојде часот да се прослави Синот човечки. Со тоа најави својата смрт. Најави доаѓање на една бура. Тие елини беа како облаци кои најавија бура, божествена бура, бура на гнев, на суд кој се излеа над Христос, но во исто време најавија и една друга бура, бура која донесе ширење на Евангелието или тоа издигање на Христос на крстот, значи привлекување на Божиот народ во Божиото царство. Така да доаѓањето на елините најавија и една бура на Божиот гнев, меѓутоа и добра вест за спасение на човекот. И овој настан е, така кажеме, третиот или последниот од 12-та глава на Евангелието според Јован. И сите три настани кои се опишени овдека, вечерата во Витанија на почетокот, влегувањето на Христос во Ерусалим, она триумфално влегување, и ова средба со елините по која што следи на долга проповед, и овој дел е дел од таа проповед, носат една иста порака, се најава за Христовата жртва. Марија, кога ги помаза носите на Исус, Христос вели дека го подготви неговото тело за погреб, влегувањето во Ерусалим, исто така донесе на порака, тој не влезе како воин на конј, туку на осле, влезе како некој што носи мир, со порака за мир. И сега овдека средбата со елините на почетокот, уште на самата средба, Христос рече: јас сум семето кој ќе треба да падне, да биде погребено, да умре, за да даде плод, изобилен плод. И потоа во продолжението тој говори исто на таа тема, продолжува најавата за неговата смрт, така да 12-та глава е таа пресвртница од 7 знаци кои го представуваат Христос како божествениот Месија, кој е втор дел во кој што Христос оди кон крстот или кон часот или мигот на неговото прославување. И ајде да видиме како Христос се соочува со тој миг, како што го нарекува тој час на прославување. Вели: душата сега ми се нажали. И ако влеземе во длабочината на зборчината, посебно зборчето нажали, кое е колоритно, но и така доста радикално,
малку изненадува неговата реакција, така зачудува. Зашто самото зборче нажали значи длабоко разбранување. Се користи, например, на некое разбранувано море. А кога човекот го користи тоа зборче за својата состојба, опишува длабок немир, ужас, дури и страв, длабока потресеност. И тоа Христос го говори за себе, гледајќи кон моментот, и додава дури, нели, и вели: "Оче, избави ме од овој час." Што да кажам? Тешка работа. Длабоко сум потресен. Изгледаме соодветно, дури и бара, нели, во еден момент, ако може да го прескокне тоа, тој миг на смрт, на страдање, имајќи пак од друга страна во предвид во историјата на црквата колку христијани смело оделе, влегувале во арените пред лововите, се качувале на кладите каде што биле горени, ги наведнувале главите да им бидат отсечени од джелати, храбро ги се соочувале со тие искушенија, овде дека Христос како да покажува малодушност и вели: "Многу сум растреперен, вознемирен, потресен, разбрануван, натежен." Како да не доликува таква реакција на некој кој што пак цело време ја објавуваше својата смрт на учениците, ја најавуваше и најави, нели, доаѓа часот на мојата прослава. На крајот на криштата и неверници покажувале многу така смелост во миговите на екзекуција, например, познате Сократ кој на агората ја зима смело чашата со отровот како смртна пресуда и ја испива, бидејќи тоа е, нели, мигот на неговата екзекуција. Овдека Христос вели: "Многу сум, длабоко сум потресен, ако може да ме одмине оваа." И овдека би сакале, нели, малку да кажеме за овој момент за Христос, неговата смрт која не е како другите. Прво, самиот крст, чија перцепција во луѓето денес има натрупано многу културни слоеви, религиозни и секакви други, и кога ќе прашат, например, на улица: "Луѓе, што е за вас крстот?" Некои ќе кажат: "Ми тоа мајлија не чува од лошо, од зло." За некој е украс. Носат мајлија, носат крст, нели, како украс. Посебно, нели, оние така со подебели вратови кои возат мерцедеси со темнени стакла и носат такви дебели како прстот ланци и еден голем крст. И може би за нив тоа е знак за оној македонски православен патриотизам или некој друг знак да престиш. Да, за нас христијаните крстот е средството каде што Христос го изработи нашето спасение. Меѓутоа, потребноста во очите на обичниот човек, римјаните, во мислата на римјанинот, крстот е средство за екзекуција, и тоа болно средство измислено за да ги казни најлошите злосторници и да донесе срам, општествен срам. Меѓутоа не е Христос единствениот кој помина низ тоа. Многумина поминале низ таква екзекуција. Оно што ја прави, нели, жртвата на Христос уникатна е духовниот аспект или она духовно измачување. На Христос беше натоварен гревот на светот. Сите димензии на последиците од гревот, срамот, вината и казната, она вечна агонија која требаше ние да искусиме како резултат на Божиот гнев или суд за гневот. Така да Христос помине се една агонија што во својот интензитет е вечна и тој некако ја конзумира на крстот. И треба да имаме во предвид дека таму на крстот беше личноста, битието на Синот Божи, божественото битие, она бескрајно, вечно, божествено битие, во својата вечна божествена природа, совршена во секој поглед, и она ограничена човечка природа кој тој ја зема на себе. На крстот беше богочовекот, едната божествена
личност на Синот Божи и човечката природа, која во се беше како нашата. Тој го имаше, го седа на себе нашиот ум. Се оно што направи да бидеме луѓе. Ограничениот човечки ум, ограничената човечка мисла, чувства, волја, се ова наше ограничено тело кој ги искусува сите ограничености, сето тоа Христос го зеде на себе. И таму на крстот пишува апостол Павле, тој стана грев заради нас, за да ние станеме правда. Не знаеме што се случило со таа совршена божествена природа, која го зеде гревот, нашиот грев. Зашто божествената природа е совршена, бескрено совршена. И таа не може да се промени. Во дефинирањето на библиските доктрини ние тргнуваме прво од учењето за Бог. Од она што го знаеме како дефиниција за Бог. А тоа е дека тој е бескрајен и совршен во својата природа. И кога тој го зеде нашиот грев на себе, гревот на човештвото го зеде, кога тој стана грев, и тука зборчето е за суштина, нашата суштина која е грев, неговата божествена суштина која е совршена во света не можеше да стане грев. Тоа значи дека би се променила, а Бог е непроменлив во својата природа. Тоа значи дека во божествената природа тој грев беше некако опфатен целосно и конзумиран, неутрализиран. Но можеме да си предпоставяме многу повеќе. Бог, божествената суштина, божествените дејства за нас се мистерија. Но она што можеме неко да си го замислиме е човечката природа, кој беше, кој го претрпе сето тоа. Во таа човечка природа Христос искуси бескрајна длабочина на страдање. Никој од нас не може да ја искуси. Имајќи ги во предвид тие аспекти, во таа човечка природа, која Христос имаше на себе, и кажува тие зборови, кои нас ни кажуваат, ни откриваат колку се тие големи страдања, каква е таа мака која Христос ја искуси. За божествената природа не можеме, не знаеме, не можеме да кажеме. Таа е енигма за нас. Меѓутоа ја познаваме човечката природа, зашто ние носиме. Во таа човечка природа исто така требаше Христос да ги истрпи вечните агонии кои ние ги заслужуваме заради нашиот грев. И од тука нели доаѓа таа реакција на Христос. Зашто е уникатна неговата жртва. Уникатни се тие страдања. И затоа и што да кажам во таа ситуација? Отче, избавиме од овој час. Се искуши да побара избавување од крстот. И тука гледаме таа физичка, реална човечка природа која Христос ја носеше на себе. И тоа е нашето охрабрување. Зошто? Бидејќи тој знае, носејќи нашата човечка природа, колку е тешко човек да се спротистави на испитанијата во животот. Самиот тој се соочи. И тој се соочи во многу поголем интензитет од колку што ние се соочуваме. Тој знае колку е тешко да се живее праведно во овој свет. Тој знае колку е тешко да се устои, зашто самиот дојде во миг во кој што рече, ако може да ме помине, избавиме од ова. И кога ние поминуваме низ таквите искушенија, знаеме дека имаме првосвештеник. Првосвештеник кој истрпи длабочина на страдање, на искушение, како што ние никош нема да истрпиме. И знаеме кога сме во моменти на слабост, на немок, кога сме пред паѓање, имаме застапник, првосвештеник, кој се застапува за нас со емпатија, бидејќи самиот тој бил во ситуација во кој што се колебал во таа човечка природа. Зашто таква е човечката природа. Тоа носеше она слаба човечка природа, ограничена, која што ние имаме. Тој знае како
е да се помени из долината на смртната сенка, кога ние поминуваме низ такви тешкоти, имаме првосвещеник кој се застапува со сочувство и со сила за нас. Зашто без тоа застапништво и без благодата која што доаѓа од Бог, не би поминале, не би истрпали. И затоа имаме тако верен застапник, кој не застапува, знаејќи колку се ето тоа тешко и колку пак ние во нашата човечка природа сме слаби. И тоа охрабрува. Друго нешто што ми прави впечаток и повторно ме охрабрува мене е неговата искреност, неговата отвореност, транспарентност. Тој пред учениците го кажува тоа. И останува запишено да го читаме ние, ни селата историја на црквата. Тој не го сокри тоа чувство, не ги сокри тие искушенија низ кои што помина. Ги кажа во молитва отворено. И зошто ги кажа? Зошто требаше да го слушнат тоа сите? Зошто сите поминуваме во таквите искушенија. Таа звучи малку несоодветно, зашто тој на учениците понатоа ќе им рече: мирот свој ви го давам, мирот свој ви го оставам, не како што го дава светот, мојот мир ви го оставам. Во исто време пак овде кога таа ситуација гледаме како тој вели: голем немир имам во себе. Голема разбрануван сум од дното на душата. И беше искрен тоа да го каже, отворен. Зашто кога доаѓаат таквите моменти, треба да бидем искрени да кажеме: Господи, страв ми е, зашто во тоа зборче ми се натежи душата, е внесена, зашто многу е колоритен тој збор, и таква димензија на страв, немоки. Ние сакаме да ги криеме таквите работи, зашто ќе се покажеме слаби. Па да, навистина слаби сме. И Христос во таа човечка природа, гледаме, ја покажува човечката слабост, во која треба да бидеме искрени, да бараме, зашто искреното барење од Бог на крајот води до таа благодат. Смиреното, понизно барање. На крстот Христос ке рече, пак во таа човечка природа која ги трпеше тие страдања: Боже мој, зошто ме остави? Искушуваше ужаст и ги изнесе своите чувства сосема искрено. И ни даде пат, тоест модел како да постапиме. Дури во таквите ситуации на искушение, на страв, во испитанијата, рече: но заради тоа дојдов во тој час. Но заради тој час на прослава, тоа е мојата мисија. Тоа знаеше неговата мисија. Може ли да ме одмине оваа чаша? Одговорот го знаеше Христос. Не може. И продолжи: Оче, прослави го името свое. Тоа е мојата мисија. Мојата мисија е да стигнам до тој час на прославата, во кој што ќе биде прославено името на Отецот. С други зборови, таа фраза прослави го своето име значи: Оче, прослави се ти во сето тоа. Ти биди прославен во сето тоа. И тоа е моделот на нашите постапки. Да, доаѓаат слабости, но на крајот изборот. И Христос имаше на себе нашата човечка волја земено, кога се воплоти. И во таа, со силата од божествената волја, го донесе решението: но прослави се, да биде твојата волја, Отче. И тоа е она што тоа треба да биде нашата молитва и во тие моменти на слабост, во моментите на искушенија, на страв, но нека биде твојата волја, Господи. Нека биде твојата волја, Татко. И тој дава сила да се исполни неговата волја. Во се што се случува, ни се што поминуваме, колку и да се тешки работите, нашата молитва треба да биде: прослави се ти, Господи. Зашто го имаме потенцијалот. Не можеме природно тоа да го кажем. Тоа не доаѓа во нашата човечка, нормална природа. Доаѓа во новата природа што го имаме. Ако Духот е во нас, ако Христос живее во нас, тоаш можеме да кажеме: но нека биде твојата волја, Господи. А Господ ги дава понатаму ресурсите, да чекориме по неговиот пат. Тој да биде прославен во се. Нели тоа е нашата молитва?
да се свети името Твое. И нешто суштинско пак. Библијата ни дава откровение за Бог, за односите во Светата Троица, за нивните хипостасни односи во тој аспект, од таа гледна точка, односите на Бог кон човекот, кон неговото дело на избавување. Ние не ги знаеме тие онтолошки, вечни својства и односи во Светата Троица. Откриени се од тој аспект на спасение. И релациите кои што ни ги дава како модел Христос овдека во Евангелијата и во овој момент, нели, е однос на син и татко. И тоа е моделот на однос што го имаме ние со Бог. Ние сме негови деца, тој е наш татко. Татко кој не люби. И независно од ситуацијата во која се наоѓаме, ние се обраќаме кон нашиот татко, кој секогаш го има најдоброто за нас. И најдобриот избор што сегаш ние можеме да го правиме, да се свртиме, да кажеме: прослави се ти, Господи, нека биде Твојата воля. Прослави се, зашто Твојата совршена воля е најдоброто за нас. Како татко што любиш, ти се правиш да биде за нашето добро. И на крајот на краиштата, Христос постојано ги менува фразите: час, дојде часот да се прославам, мојот час да се прославам. Тука се моли Отецот да биде прославен и на крајот на краиштата, всушност, прославувањето на Отецот, дејствата на послушност кои ќе го прослават неговото име, Бог како наш татко на крајот ги води нешто и ние да бидеме прославени. Како што Павле нели пишува во 2 Коринтини 4 глава, нашите сегашни лесни времени страдања носат вечна тежина на слава. Кога избираме и во тешкотиите да се прослави Бог преку нашата послушност на неговата воля и ќе биде прославено неговото име, тоа носи слава и на нас. И Павле, споредувајќи ги тие страдања с кои што тој минува, а неговите страдања не биле толку лесни, тој ги опишува посебно во второ посланието Коринтијаните, низ колку глад, жет, беда, студ, затвори, бродолуми поминувал. Вели, сето тоа е лесно, кое ќе го споредиме со онаа слава која не очекува вечност, која прво, за разлика од земните страдања кои се ограничени на неколку години, децени, во вечноста немаат крај. И вели, вака споредени, таа вечна, масивна слава со сегашните страдања, тие се како пердов лесни. Зашто Бог е нашиот татко, кој на крајот сака и своите деца да бидат прославени во таа служба во која ние постојано го прославуваме. Многу енигма има овдека, не можеме се да објасниме, меѓутоа така ги открива односите Светото писмо за Бог и она што го има подготвено за нас. И тоа е она што го открива на почетокот. Доаѓаат елините и најавуваат крст. Го најавуваат неговото прославување на крстот и агонијата што Христос се искусува, знаејќи што го очекува на крстот. И кога ги изговара тие зборови, да се прослави, доаѓа глас од небото како потврда. Глас кој, интересно, е наменет за луѓето што слушат. Очигледно се таму што се случува е за луѓето, не толку за Христос. Христос се чувства агонијата и ги изнесува пред народот своите чувства. И на таа негова проповед се надоврзува тој глас од небото, кој вели: и го прославив, и пак ќе го прославам. Го прославив моето име, вели Отецот, и пак ќе го прославам. И во дополнение Христос објаснува: не, овој глас од небото е за вас. Не беше заради мене, туку заради... Вие треба да сватите некаква порака од сето тоа. И реакцијата е интересна на луѓето. Тој глас кој очигледно бил јасен глас, некои велат: абе загарме. Не успеат дури ни да артикулираат зборови, како некаков звук им дојде во нивните уши. Некои луѓе сватија зборови, меѓутоа не ја сватија пак пораката и рекоа: ангел се зборува
со Христос. А Христос им ја даде пораката. Знаете, со се е така во животот, посебно во духовниот однос. За едни нешто е гром или грмене, за други е со зборови, а за трети е порака која што има живот, содржи живот, значење има. Го исполнува срцето и душата на човекот. Дома имаме ново куче. Многу паметно куче, посебно куче. Имаме 3 кучиња сега. Секој како ќе му текне си носи куче. Ама тоа куче е посебно, знаете ли зошто? Отие на Андреј куче, го воспитува. И ќе каже збор, и тоа куче веднаш прави нешто. Ќе каже збор и си исправа на двете нозе стои. Друг збор ќе каже веднаш седнува. Што е малку, како во циркус сме дома сега, многу интересно. Ќе каже збор и почне да оди, кучето оди, во чекор со него, и на друг збор му поминува од зад меѓу нозото и пак продолжува да оди по него, а другите кучиња, 2, зјапат по чавките и само звуци слушат кои ништо не им значи. Да. И така и со нас луѓето. Тој збор што ќе го каже, за тоа куче не е само некаков глас, туку заповед кој треба да ја изврши, да ја исполни. За другите животни е наобичен гром или грмење, кој не содржи никакво значење, никаква порака. Си размислував за раѓањето на едно дете. Голема мистерија. Да, медицината вели, се оплодува јајцето, една клетка која почва да се множи, па почнува да се јавува срце сигнал, па органи. Меѓутоа, сето тоа мене ми звучи како грмење. Тоа објаснува на човекот, зашто внатре случуваат многу по-сложни процеси, па не е животот само отчукувањето на срцето, не е само биолошките процеси, животот е нешто многу по-сложно. Таму во утробата се формира личност. Божиот образ се отпечатува. Се формира душата, гревшната природа која уште во моментот на раѓањето ја гледаме во едно бебе, зашто нема ништо посебично од едно бебе кое ќе се роди. Мисли само на себе. Тоа грешната природа. Кој може да го објасни тоа? Голема енигма. Слушаме нешто од лекарите кои објаснуваат, меѓутоа звучи само како едно гармење. Зборови кои не ја долвуваат суштината. Гревот за еден обичен човек, за природниот човек, за човекот во својата грешна природа. Што е гревот? Едно грмење. Нешто чувствува, ма не разбира. Гревот е сериозна работа која што ја нарушува, ја повредува божествената суштина, меѓутоа за него е како некако грмење. И кога почнеш Евангелието да го објаснуваш, да, слуша зборови, меѓутоа пак не носат порака. Не го исполнува неговиот ум со тоа значење кој го носи Евангелието. Се докато не дојде Божиот дух, кој ни го отвора умот, за да можеме да ги видиме, да ги сватиме работите. Така е со се во животот, посебно со Евангелието. За жал, многу пати Божиото Слово и нам ни звучи како зборови или како грмење, без да навлеземе во вистинското значење. А секој збор во Словото, целата порака во Библијата, секој дел е живо Слово од Бог, вдахновено, кое носи живот. И кој треба да ни говори. Навистина ни говори ли Евангелието? Отвараме ли преку ден, секој ден да читаме и да се вслушуваме во тие зборови, во таа порака, која преобразува, дава живот, храни, обновува и не води. Да ги слушаме заповедите, неговата воля да ја извршуваме, дури во најтешките моменти. Кога Словото ќе каже застани, да застанеме. Оди во таа насока да одиме. Зашто инаку ќе се претвори во зборови, во гласови кои за нас немат никакво значење. Како грмење или како зборови без некаква порака. И така реагира луѓето. И Христос почна да им објаснува цела проповед потоа и мисле се што најавуваат тие зборови. И пак е во духот на
неговото дело на крстот. Целата таа главна порака започнува со доаѓањето на елините и продолжува во кој што повторно основното е неговата смрт на крстот, кој треба да донесе спасение. Контекстот е разговорот со елините. Тие се уште таму, учениците се таму и Христос им проповеда. И да, гласот од небото ги потврди зборовите на Христос. Го прославив моето име, го прославив со тоа што дојде Синот Божи, се воплоти. Сите проповеди што ги кажа досега во Евангелието беа Божите збори, зборовите на Отецот. Се што направи беше волјата на Отецот, кој го прослави. И на крстот ќе биде кулминацијата. Го прославив и ќе го прославам. И во продолжение Христос вели, што е тој глас? Тој глас се најава дека сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде isfрлен надвор. Доаѓа мигот кога јас ќе се прославам, кога името на Отецот ќе биде прославено. Но тоа е моментот и во кој што ќе биде објавен судот над светот и на кнезот на овој свет. Самото излевање на Божиот гнев на крстот над Христос, самиот Божи суд кој што беше изнесен над Христос, во исто време значеше и изнесување на суд на овој свет. Овој свет како систем кој е под контролата на сатаната. Зошто? Зошто на крстот всушност најдобро се виде потребата, најасно се виде грешноста на човекот. Колку човечкиот грев во своите димензии, духовни димензии е бескраен. Беше потребна таа божествена жртва. Во исто време, во моментот кога луѓето го распна, кога човекот го распна Христос, се откри јасно неговиот бунт кон Бог. И во исто време, кога Христос го проголта Божиот гнев, гревот, го обесили сатаната, кнезот на овој свет, зашто? Тоа е средството со кое што сатаната го држи под контрола светот. Во Христос беше проголтан гревот, а со тоа е оружјето на сатаната да го држи светот. Така тој беше испрлен од игра. Ке биде испрлен надвор. Да, тој се уште е тука. Како што вели Лутер, тој се уште е, но неговата пропаст е сигурна. Само тој е поразен непријател и се чека моментот кога биде фрлен во огненото езеро. Но оно што се случи на крстот е решавањето на проблемот со човечкиот грев во Христовата жртва и можноста, она што следи понатаму. Секој што ќе го побара Христос за спасител да биде спасен. Така сатанат губи светот. Така го губи човекот. Крстот ја отвори таа можност. Човекот да биде избавен. За тоа што ќе биде решен проблемот со гревот. Гревот е тоа е средството со кое сатаната го држи човештвото под своето робство. И крајната манифестација смртта. Се беше проголтено во таа бескрајност, бескрајна божественост, совршенство на Христос. Сите манифестации на гревот, сите последици, се беше проголтено. Зашто таа бескрајно совршена природа на Синот Божи едноставно не може да биде корумпирана. И затоа кога Христос ке допреше нечисто, тој не стануваше нечисто, ако нечистото стануваше чисто. Лепрозниот се очистуваше, мртвиот воскреснуваше. Зашто тој е бескрајно чист, кој очистува се нечисто. Се исполни првото пророштво во Библијата. Ја смачка главата на змијата. Го обесили противникот. Со тоа што го одседе неговото оружје гревот во себе. И продолжува, и тоа е нели најавата. Тој час на суд на крстот е најава за часот на спасението. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. А ова го зборуваше за да каже каква смрт ќе умре. Не каква смрт во смисла на тоа дека ќе биде на крстот,
што носи таа смрт. Каква смрт е во духовна смисла. И тука се среќавам со две зборчиња кои веќе беа употребени во ова Евангелие. Прво зборчето издига, кој го кажа Христос, кога разговараше со Никодим и рече како што нели змијата беше издигната во пустина, така синот човечки треба да биде издигнат. И тоа зборче содржи идејата за прославување. Крстот е славен. И затоа Христос се користи таа слава, часот на прославата. Дојде часот да се прослави човечкиот син. Крстот е нешто славно. Зошто е славно? Зошто таму се откри Божјата љубов. И тоа е привлечната сила на крстот. Божјата љубов. Онаа љубов со која што Бог го повикува човекот на спасение, или како што Исаја во 6:5 вели, секогаш ги протегав раците своји кон непокорниот народ, кој одеше по своите помисли, секогаш е тука на крстот, најасно се гледа тие испружени раце, давајќи го и својот син дури, за да го привлече кон себе паднатото човештво. Христос толку многу и сосема доброволно страдаше, толку ниско се понижи, за да не издигне нас толку високо. Тоа е таа Божја љубов која што привлекува. Затоа е час на прославување. Ја знаете она мисла позната на Наполеон, кога бил во изгнание веќе на островот Света Елена и си мислил на својот живот, на своите воени успеси, па и на пропаста на империјата, и рекол, јас, Александар и Цезар, со сила изградив империи и пропаднаа. Христос со љубов гради своје царство и се уште милиони луѓе се спремни да одат во смрт, поттикнати од неговата љубов. Има привлечна сила. Љубовта на Бог, кој што се објави таму. Сега, кога говориме, нели, за таа привлечност на крстот, заради љубовта која што е јасно откриена таму, говориме за оние кои што се спасени, го имаат Божјиот дух во себе. Меѓутоа, за обичниот човек, за природниот човек, крстот нема никаква привлечност. Напротив, има презир кон крстот. За човечката филозофија, за човечкиот светоглед, за распирањето на човекот. Зато Павле вели дека за елините е глупост, за евреите е соблазна, нешто скандалозно, зашто човекот во исто послание малку понатаму, втората глава, Павле вели, она што на ум не му дошло дури на првенците, на најпаметните луѓе во овој свет, а тоа е дека спасението Бог ќе го изработи со тоа што ќе го даде својот син на крстот. Зашто човекот очекува или човекот копне по јунак, по некој кој што, по супермен, некој кој ќе го победи својот непријател. А овдека што прави Бог? Самиот се дава за својот непријател човекот, што човекот е во бунт против Бог. Умира за својот непријател. И тоа е глупоста. И затоа и древните критичари на христијанството говорат за христијанскиот Бог како за слаб Бог. И нема ништо ново во учењето на Ниче, кој исто така го нарекува христијанскиот Бог слаб Бог, а христијаните слаби луѓе. Затоа тој против христијанството вели, христијанството само создава слаби луѓе, а човекот треба да има волја за власт, која ќе роди супер човек, од која па ќе се изроди супериорна раса, нова човечка раса. Тоа е во главата на човекот. И така природниот човек гледа на крстот. Како нешто ништожно, го презира. Го презира и сепак, луѓето, целата историја на црквата се привлекувани од крстот, бидејќи крстот има надприродна сила. Бидејќи крстот е Божјо дејство, Божјо дело. Таму на крстот немаше слаб човек, таму беше силниот, самотниот Бог. И бидејќи крстот е Божјо дело, делува во срцата на луѓето. И покрај сите абсурди кои во природниот човек
се раѓаат кога размислуваат за крстот. Бидејќи спасение, и тоа е гаранцијата или сигурност на нашето спасение, кој тука Христос го објавува. Бидејќи се од почеток до крај беше Божјо дело. Преку надприродната божествена сила. Бог дојде на земјата, Бог изживеа совршен живот, Бог одиде на крстот, умре, воскресна и останува последното нешто. Откако Бог го заврши се оно што е потребно за нашето спасение. А последното е да не привлече кон себе. Откако обезбеди се што е потребно за нашето спасение, кое е Божјо дело, остана последното Божјо дело. Без кој не е можно на крајот да се оствари сето она што Христос го направи на крстот, а тоа е пак со божествена сила да не привлече кон себе. И затоа Христос вели: кога ќе се издигнам, ќе ги привлечем, или како кажува тука. Да. Ќе бидем издигнат и сите ќе ги привлечем кон себе. И второто зборче, повторно го видовме, порано во 6 глава, мислам 24 стих, кога таму рече за Отецот. Никој не може да дојде кај мене ако не го привлече Отецот. Тоа така, бидејќи од почеток до крај, за да биде успешно Божјото дело, тоа треба да биде иницирано од Бог. И на крајот и дури самото привлекување е иницирано од Бог. И тоа зборче, говоревме тогаш, вклучува во себе идеја на отпор. Во нашата грешна природа, природниот човек има отпор кон крстот. И затоа е неопходно дејство кое го совладува тој отпор. Привлечно дејство од страна на Бог. И тоа зборче е типично за Јован, неколку пати го употреба, понатаму ќе го употреби, например, за учениците кога во последната глава кога ќе влечат мрежа со голем улов на риба. Има отпор. Рибата не сака да излезе на површината. Тоа зборче се користи и кога Павле и Сила ќе бидат влечени по улиците на Филипе да бидат затворени. И додава Леон Морис, вели, во сите анализи на тоа зборче во Новиот Завет, во кој е вклучена идејата за отпор и совладување на отпор, нема ниту еден случај во кој што отпорот на крајот победил. Отпорот секогаш бил совладан. И зашто кажува дека таа божествена сила која привлекува е толку неодолива, што не може едноставно да биде скршена со отпорот кој е во човечкиот, во срцето на човекот. И притоа пак, неаме тука непријателите на ова учење дека Бог ги привлекува своите, дават една илустрација и го представуваат христијанинот како оние робови црнци кои се врзувани со ланци напред ги влече еден господар. И тие нема друго што да прават, туку се влечени и врзани со ланци. Не сосема е друга идејата. Тука зборува за една привлечна сила која така го крши отпорот, што на крајот неволноста станува волност. Или отпорот станува се претвора во љубов. Доброволно, не со сила. Принудата се претвора во задоволство. Светиот Дух така работи во нас, што луѓето од неволни ги прави волни. Сокопнеш да сакат да станат Божите деца. Зашто кога човек ќе прогледа духовно од Светиот Дух, ќе ја види славата на крстот, кај што се открива човечката мизерија, а и божествената љубов, тој почнува да копне за тој нов живот што може да го има во Бог. И тоа дејство е природно, радосно, неизбежно. Станува природно преку дејство на Светиот Дух, толку колку што е природно грешното дејство во стариот човек. Толку природно пак станува копнешот за Бог во новиот човек што го имаме во нас. И сега кога вели сите луѓе, пак и тука не треба да одиме кон универзализам, знаем дека го знаете вие тоа, меѓутоа има такви луѓе кои што се повикуваат на ова зборче, пак треба да бидеме објективни на текстот. Секој пат треба да наводи контекстот, почетокот на оваа проповед. Оваа проповед е дадена како одговор на прашањето, тоест на копнежот, на желбата на елините да дојдат и да го видат Христос. И Христос кога чу дека доаѓаат елините, тој ја почнува таа проповед. И продолжува се уште.
и до овој момент. И тука некада завршува. И всушност, она што им го кажува на елините е и за вас е спасението, и за елините, за сите. Зашто крстот треба да го привлече Божиот народ, независно од етничката припадност, дали се евреи или се пагани. За сите ќе делува како неодолив магнет. И на крајот, типично за Јован, така одат неговите проповеди, после некоја проповед има реакција. Како заклучок, тоа дава реакцијата на луѓето. Кога заврши, например, со помазанието на нозете на Исус на вечерата во Витанија, и како заклучок беше реакцијата. Едни поверуваа, некои намисле дури да го убијат и Лазар, и овдека гледаме една реакција. И која е реакцијата? Реакцијата на јудеи кои што го познаваат јудејското учење за Месијата. Чуле за Месијата, препознаваат во Христос дека тој е Месијата, го дочекаа како јудејскиот цар, нели, при неговото влегување. И сега наеднаш тој Месија им вели, ќе се издигнам, и во тоа препознаваат некакво заминување, велат, па нели, она што научат од законот, нашите учители, дека Месијата ќе остане. Месијата треба да донесе едно царство на слава, големо царство на слава. И тоа е момент кој што создава кај нив сомнеш, нејаснотија. Зошто? Зошто се учени на таа јудејска школа. Застапници се на јудејската школа. Јудејска школа кој ги зима само оние моменти од Стариот Завет кои одговараат на јудејскиот народ, ги градат оние национални патриотски чувства на јудеите. И тоа е проблемот со школите, човечките школи. Зимат делови од Словото, оние што така одговараат на нашите желби или на нашите вкусови и формираат учење. И го застапуваме учењето. И ти има такво учење. И рекоа, не е тоа според учењето кој ни го говорат нашите равини. Ти треба тука да останеш, кај ќе заминеш. И Христос почна да им цитира други стихови, им рече, ама што пишува во Исаја, ама нели треба, или Захарија вели дека пастирот треба да биде убиен, дека треба да биде јагнето кој што ќе го колат, дека нашиот грев треба да го пробва, да го пронижи и така натаму. Не, Христос не им обяснуваше ништо. Не почна да ја разништува нивната школа, туку каже она што е јасно. И она што е секогаш јасно кажано во Светото Писмо. Можеме за многу учења да спориме. Можеме околу многу школи да дискутираме, но едно е многу јасно кажано во Библијата, а тоа е дека секој ја има одговорноста да одговори на Божиот повик за спасение. Тоа е човечката одговорност. И тоа им го каже овдека. Уште малко време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнината. Кој оде по темнина, не знае каде оди. Додека имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Го кажа тоа и си отиде, се сокри од нив. Им го даде учењето и заклучокот. Јас сум светлината, овде сум, верувајте. Ако не поверувате, ќе останете во темнината, во целата вечност. Тоа е кажано јасно. И имаме нашата одговорност. Кога ќе дојде Евангелието, не тоа да звучи како гром, како грмење, не да слушаме само некакви зборови, туку да биде јасна порака. Порака која води до спасение, порака кој поттикнува уште повеќе да се посветиме, ако веќе сме спасени, и во најтешките моменти да кажеме да се прослави Твоето име, да биде Твојата волја, ти да бидеш прославен. Уште поголема покорност. Зашто и другото нешто што го кажува јасно Словото, секој кој доаѓа искрено, со копнеш кон Бог, Бог не го враќа. Го прифаќа како своето дете. И кога ќе го прифати,
ќе му ги дава сите неопходни благодатни средства да го живее животот на Божјо дете. Има интерес, така, сличен момент на овој, нели, овдека, во патешественикот на Бањан, кога христијан оди и се среќава со евангелистот и тој го упатува кон вратата на покаянието. И го прашува, знаеш ли ја, гледаш ли тој или не, не ја гледам. И му покажа, гледаш ова јасно светло тамо, кај што свети. И тој вели, да, го гледам светлото. Па оди кон светлината. И ќе стигнеш до вратата и тогаш ќе ги добиеш сите инструкции. Кога светлината е близо до тебе, не се сокривај, оди кон неа, зашто ќе се сокрие, како и во овој случај. Ние кои веќе сме опфатени и живееме во светлината, нашата обврска е да го живееме Божиот живот, Христовиот живот кој е во нас. Зашто таа привична сила со која сме били доведени до крстот, до Христос и сме поверувале во Него и веќе живе во нас. Природниот живот е да копнееме уште повеќе, да го следиме, да му се покоруваме, па и кога доаѓаат тешки моменти и кога доаѓаат некакви облаци кои може би не најавуваат нешто, но потоа ќе донесат голема бура, по Христовата благодат можеме да поминеме и да бидеме победници, зашто во Него сме повеќе од победници. Сатаната е испарен од игра. Испарен е зашто во нас има поголема сила. Силата на гревот, тој закон на грев, е обесилен, испарен од игра, поради новиот закон кој е во нас, а тоа е Христовиот живот. Светиот Дух доаѓа во нас, кој дава природни во нас копнежи кои ги гушат копнежите на телото. Копнежи кои во секој стација не поттикнуваат да кажеме биди прославен, Твоето име да се слави. И нека биде така. И нека овие зборови што Христос ги кажал да не бидат обично татнење, туку живо слово кој во нас работи, не поттикнува на уште поголема послушност да живееме како синови на светлината. Зашто сме такви. И да живееме со таквата вера кон нашиот небесен татко, зашто сме навистина неговите деца, кој тој секогаш на крајот ги обсипува со славата, зашто е даржлив Бог, не е скршав, ја споделува својата слава. И затоа да биде слава нему сега и во вечни векови. Амин. Ајде да се молиме. Ние те благодариме, Господи, за таа благодат со која што Ти не привлече, зашто знаеме дека не можеме сами. Слаби сме, немокни сме во нашата грешна природа и се молиме Ти да ни помагаш уште појасно да разбираме таа Твоја благодат, Твојата добрина, дека ние во нашиот живот не можеме ништо да додадеме. Ти се направи за нас. Стана човек, живееше совршено, умре, воскресна се, вознесе и Ти не привлече. И затоа, Господи, во тоа знаење кој копнееме да се продлабочува во нас, нека и благодарноста уште повеќе да расте. И во таа благодарност да Ти служиме верно, радосно, да поминуваме низ долините на смртната сенка со верата дека во тие предизвици Ти си со нас и Ти се прославуваш. И тој копнеш, Господи, секојаш да биде прославено Твоето име, да не води. И знаеме дека, и не го правиме тоа поред таа причина, знаеме дека славата што ќе не се врати е нешто што ние не можеме да го замислиме. Нешто толку големо што од целата вечност ќе не восхитува. Ти благодариме за сето тоа, Татко. Се молим за оние што минуваат низ тешкоти, кои имат искушенија, кои се во мигови на слабост, дај им сила и охрабрување. На сите нам дај ни. Ни треба, Господи, Твојата благодат во сите тешкоти, во секојдневниот живот, па и во добрите работи, за да живееме живот што Тебе ќе те прослави, што ќе го возвеличи Твоето име, зашто тоа е и нашата мисија. Во името на Христос се молиме.